Добро вечер, граѓанки и граѓани на слободна и независна Република Северна Македонија. Признаена од целиот свет, достоинствена членка на НАТО и идна членка на Европската Унија. Добро вечер, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци, од другите етнички заедници вградени во миролюбивиот, мултиетнички, европски и прогресивен концепт на едно заедничко општество на сите. Честит 8 септември, денот на независноста. Почитувани представници на армијата, на полицијата, од економскиот сектор, од другите институции на кои што е поставен државниот систем, што го градиме 31 година досега низ успеси и предизвици. Почитувани представници на меѓународната заедница, пријатели, сопатници во демократскиот развој на нашата држава. Почитувани представници на медиумите и граѓанскиот сектор, глас на независната, слободна мисла, без кои не ќе беа можни демократијата и напредокот. Почитувани присутни од сите сфери на општествениот и политичкиот живот. Благодарам што сте тука вечерва заедно да го заокружиме прославувањето на Денот на независноста на Република Северна Македонија, со цврста определба дека обединети во слободата ги продолжуваме перспективите. Перспективите на Република Северна Македонија, кога на историскиот референдум на 8 септември 1991 година граѓаните во огромно мнозинство сплотени, независно од етничките, политичките или други различности, одлучија да живеат во самостојна и независна држава. А нешто потоа ги поставија и патоказите за развојот, членството во НАТО и членството во Европската Унија. Гласот за суверена и самостојна македонска држава е глас за Македонија, заеднички дом на македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите и представниците на другите народи што живеат воедно. Заеднички дом израснат врз вековното искуство на национална и верска толеранција и почитување, но и за достигнување квалитет на највисоки стандарди во меѓунационалните односи, така како што извира од духот на Крушевскиот манифест. Уверуваше првиот председател на нашата држава Киро Глигоров во пресред на референдумското изјаснување. Случувањата потоа ја покажуваат исправноста на одлуката да се продолжи да се чекори постапките на илинденците и јасномците, кои обединети во борбата ги поставиле темелите на слободата и државноста. Граѓаните во тие 90-ти години покажале свесност дека обединувањето во минатото ја донела слободата, но знаеле и дека не смее назад од веќе постигнатото во името на еднината и затоа погледот го насочиле напред кон остварување на новата прогресивна цел пред нив – независноста, со определбата обединети да ја сочуваат и веќе извојуваната слобода. Со мудрото политичко лидерство во тоа време, кога се случува мирната транзиција на тогашна социјалистичка Република Македонија во независна Република Македонија, сочуване по мирен пат унитарниот карактер на нашата држава, нешто што во другите земји во регионот за жал не беше случај. А со обединувањето на граѓаните околу ново поставената перспектива, независноста, зачекорено е храбро по трасараниот пат на прогресот што и денес го одиме. Две суштински нешта сметав дека е потребно да нагласам, поради што се навратив на контекстот и на начинот на кој што е постигната независноста на денешна Република Северна Македонија. Важноста да се има мудро, храбро и прогресивно лидерство, кое што во клучен момент може да препознае што е исправно и да води напред. И важноста на заедништвото во заложбите за постигнување напредок. Искуствата покажуваат дека мораше да се обединиме за независноста на Македонија во 1991 година. Мораше да се обединиме и кога одлучивме да надвладее разумот и да спречиме проширување на конфликтот во 2001 година. Мораше да се обединиме
кога ја обновивме демократијата во 2017 година. Мораше да се обединиме, кога донесовме тешки државнички одлуки со кои што Република Северна Македонија од меѓународно изолирана држава ја развивме во почитуван и доверлив партнер членка на НАТО во 2020 година. И денес мора да се обединиме, за да се реализира нашата втора стратешка цел – полноправно членство во Европската Унија. Конечно е тоа можно, по 17 години од добиениот кандидатски статус. Ги отворивме преговорите со Европската Унија. Одржана е првата меѓувладина конференција во Советот на Европската Унија. На патот од независноста до денес, наша света должност беше да го зачуваме македонскиот идентитет и да ја развиеме функционалната мултикултурност по која што денес сме препознаени во светот. Го зачувавме, го потврдивме и го зајактавме македонскиот идентитет. Македонците и македонскиот јазик се впишани во личната карта на Обединетите нации. Првите документи во Брисел веќе се преведуваат на македонски јазик. Европската Унија не прифати како македонци кои говорат македонски јазик. Почитувани сме и признаени и како држава на богатство од различности, каде граѓаните македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и сите други кои живеат во Република Северна Македонија имаат исти права и должности и споделуваат исти демократски вредности, како Европа во мало. И во тоа е и нашата сила и нашата вредност. Нашата историја е запишана во нас. Се пренесувала и ќе се пренесува низ нашите поколенија. И тоа е непроменлив факт. Ја имаме шансата во ваквите околности да им го отвориме патот на прогресот на новите генерации, како што нам ни беше отворен и наша должност е да го направиме тоа. Седнавме на европската маса, затоа што таму ни е местото, бидејќи спроведувавме европски вредности на дело. Кажавме и не кога требаше, и да кога требаше. И така ќе биде и во иднина. Диалошките маси се наша силна страна. Имавме низ годините многу пријатели и лобисти и аргументи. Имаме и денес. Но на европската маса нас не немаше. А сепак и во такви услови на светот му ја вративме вербата на функционалноста на дипломатијата, преку која што постигнавме решение за долгогодишен исцрпувачки спор. Сега на таа европска маса ние ќе говориме во наше име. Ќе се слушаат и нашите аргументи и ставови, и нашата вистина. И очекуваме ова да олесни во предизвиците и во овој европски почеток, кој што како во секој почеток, разбирливо, будат внимателност кај сите нас. И тоа е добро, да сме заеднички внимателни. Почитувани граѓани, интеграциите се битката на генерациите на денешнината. И денес оваа битка бара исто така од нас, несебично, храбро, политичко лидерство. Сакам да ви обрнам внимание дека е потребно, но не е доволно, да сме обединети само дома. Потребно е да бидеме обединети во регионот. Потребно е да бидеме обединети во Европа. Потребно е да бидеме обединети со демократскиот свет. Бидејќи и во овој современ, цивилизацијски, технолошки развиен 21 век, во кој што живееме, ги покажа своите слабости. Не исправи прво пред пандемијата со COVID-19, а потоа и со војната во Украина, која што ретко кој можеше да поверува дека навистина ќе се случи. Но се случи, трае и никој не може да предвиди каков развој на настаните ќе следува. Светот, Европа, регионот, а со тоа и ние како граѓани и како држава, сме соочени со последиците од овие состојби. Потребата да сме сигурни на безбедносен план и да осигураме достапност до храна и енергенси, посебно пред предстојната зима. 3 големи чекора, кои што зависеа од нас, направивме навреме. Се обединивме во НАТО, како земја членка и ги осигуравме нашиот територијален интегритет и безбедност. Денес, во време на војна, е повеќе од кога било јасно што значи да не сме сами и изолирани, туку да сме дел од најголемиот безбедносен сојуз, каде земјите членки солидарно се штитат меѓу себе. Се обединивме и во иницијативата Отворен Балкан и како што можевте да слушневте, договоривме солидарност за достапност на храна и енергенси за нашите 3 земји. Нема да имаме забрани за тргување со основните земјоделски и прехранбени производи.
а ја унапредуваме соработката на енергетски план и пошироко во регионални рамки, во заложбите да обезбедување енергенси со кои што треба да се преброди најтешката зима што се очекува во поновата светска историја. Ги започнавме преговорите со Европската Унија и работиме со забрзано темпо за граѓаните на Република Северна Македонија што поскоро да бидат дел од европското семејство. Регионалното поврзување носи придобивки, но ако сме обединети и во европското семејство, со 27 земји членки, можеме само да претпоставиме што ќе значи тоа на економски план во оваа светска економска криза. Европа ги отвори вратите за нас. Дали ќе станеме дел од европското семејство, сега од нас зависи. Ако претходните генерации успеале да се обединат во борбата за слобода и во сонот за независна, напредна држава, која има право, кој има право, за од која било причина да го спречи обединувањето на граѓаните на Република Северна Македонија денес во слободата за напредокот да продолжи. Никој го нема тоа право. Почитувани граѓани, политички раководства, почитувани представници на владата и парламентот, повикувам на обединување и во слободата на одлучување. Знаеме дека мора да продолжиме по европскиот пат. Поради нас самите и за оваа цел вреди да се обединиме, без калкулации и без задршки. Исто како за независноста во 1991 година, исто како во битките во 1903 година и во 1944 година. Државничките одлуки подразбираат лидерство и храброст за слободно одлучување. Посебно кога тие одлуки се влог во подобра сегашност и подобра иднина на сегашните и на идните генерации. Пред почеток сме на скрининг со станоците со Европската Унија. Веќе донесовме одлука за воспоставување структура на преговори за пристапување на државата кон Унијата, што подразбира целосно вградување на европските закони во нашиот систем. Нашата проценка е дека завршувањето на преговорите со Европската Унија до 2030 година е реална, остварлива и неопходна цел, посебно во глобалната констелација на случувањата. И затоа е потребно одговорно однесување од сите во државата, за да се овозможи забрзана динамика на преговарачкиот процес. Ако во почетоците на независноста на Република Северна Македонија беше патриотизам создавањето на институциите, воспоставувањето на монетарна самостојност, воведувањето државна валута, денес тоа значи функционирање по принципот на европските вредности и домашна економија која што напредува низ принципите на конкурентност на заедничкиот европски пазар. Затоа што ние не припаѓаме само географски на европскиот континент, туку актуелните случувања покажуваат дека сме си многу потребни едни на други. Ние се поставивме 100% на линија на надворешната политика на Европската Унија, бидејќи веруваме во истите демократски вредности и принципи и знаеме дека тоа се вреднува. Реков дека ние решивме да бидеме мудри, одлучни, несебични, да се соочиме со сите наши стравови и да донесеме храбри одлуки за иднината, затоа што тоа е одговорност на секој политичар. И денес сум уште поуверен дека ги правиме исправните чекори и повикувам сите да ни се придружат. Ќе укажам и на уште еден аспект важен за граѓаните, зашто е неопходно разумно однесување и обединување дома. Постигнавме со наша посветеност кон унапредувањето на животниот стандард на граѓаните, историско покачување на минималната и просечната плата, на пензиите, на социјалната поддршка за ранливите категории граѓани, спуштајќи ја на историско ниво невработеноста. Успеавме да донесеме низа мерки за поддршка на граѓаните и стопанството. Но прво пандемијата, сега и светската економска криза и војната во Украина се одразува значително на животниот стандард. Ние како влада ги следиме будно потребите на граѓаните и реагираме според капацитетите во државниот буџет. Разгледуваме и нови можни мерки со цел да ги поддржиме граѓаните и фирмите и сите заедно обединети да ја пребродиме зимата. Во овие напори апелирам на коректност на економскиот пазар. Посебно охрабрувам на политички план
сите да покажеме достоинствена почит кон предизвиците со кои што се соочени граѓаните и државата од глобалната криза и да се помогне во решенијата наместо да се блокираат. Има време и до избори, и за политиканство, но сега не е тоа време. Ние прифативме за своја водилка прогресивната идеја за напредок преку обединување и затоа толку зборувам за оваа потреба и на домашен и на меѓународен план. Ајде да продолжиме по патот на развојот. Обединети во слободата е битка за перспективите. Слободата е одговорност. Слободата е одговорност. Таа значи право на избор, но со одлуките и изборите што ги прави секој, подсетувам дека треба сите да живееме. Ќе го заокружам обраќањето со оценка на председателот Лигоров како што почнав. На Балканот, вели во една изјава тој, премногу се живее од историјата, а премалку од она што ќе биде утре. Верувам дека тој би бил горд денес, бидејќи ние во нашата држава, како и на Балканот, прогресивните раководства, денес сме фокусирани кон подобро утре, поучени од вчера. Драго ми е што сме вечерва во овој парк во центарот на градот, во некогаш најголемото и најпознато мало во Скопје Ибни Пајко, со што ја испраќаме пораката дека градиме заедничка иднина за нашите деца. Уверен сум дека во големо мнозинство сме обединети во приоритетите кон иднината, исто како на историскиот 8 септември пред 31 година. Тоа е мудро, зрело и потребно, исто како и при секој чекор напред. Нека ни е вечен денот на независноста, да живее Република Северна Македонија, да живеат граѓаните.